Здраво, драги пријатели, добродојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам на тема поврзана со омега-3 и можеби незаситените масти или подобро познатите здрави масти, кои што може да се најдат во изобилство од различни продукти и исхрана, но прашање е колку од нас ги внесуваме. И конкретно сакам да дадам некои факти кои што се поврзани со рибите и факти кои што се поврзани со маслиновото масло, затоа што ние луѓето некогаш знаеме да сакајки да постигнеме добар и здрав ефект, да претераме не знаејќи некои работи кои што се дел од она што значи правилен начин на исхрана и избалансиран начин на исхрана. На што всушност мислам? Многу од луѓето, бидејќи знаат дека во рибата има, тоест во дел од рибите има омега-3 дека се здрави, многу од луѓето сметаат дека јадењето на можеби езерски речни риби, пржењето на рибата самата по себе и не пазејќи на начинот на кој што се приготвува, самото по себе ќе придонесе за да се внесе доволно омега-3, но она што јас сакам да го проверите, затоа што на крај крајава нема толку можеби доволно време и толку можеби на капацитет да јас ви ги објаснам и да ви ги дадам сите бројки, но не сите риби во суштина изобилуваат со омега-3 и не сите риби се риби кои што ќе ви придонесат за нормално ниво на лоши или да речеме заситени масти наспроти незаситени масти, односно познати како добри масти денеска. Од друга страна, најдобри риби кои што можеби би требало да ги практикувате, секој од вас знае сигурно дека се работи за можеби лосос кој што изобилува со омега-3, но повторно прашање е кој од нас може да си го дозволи лососот на толку често ниво, на ниво на 3 пати неделно можеби да јаде така високомасна риба, но од друга страна па секој од нас може да си дозволи можеби и конзерви кои што може да ги практикува во исхраната. И на што всушност мислам, во маркетите секој од нас може да забележи најразлични конзервирани риби од туна, од скуша, од сардина и така натаму. И ако мене ме прашувате кои можеби риби се најдобри од конзервираните, јас гласам за сардина, затоа што не се лажам, али можеби сардините изобилуваат со најмногу омега-3 и калциум од сите риби кои што може да се најдат во маркетите, па и за свежи и за конзервирани заедно зборувам, затоа што сардините од друга страна ги јадеме со коски, ткиво кое што изобилува со калциум и ткиво кое што има и омега-3 во својот состав. Затоа ако мене ме прашувате и финансиски најисплатливо и најпрактично, сардините ви се најдобар избор за извор на омега-3. Ако ги јадете 3 пати неделно би било идеално за да можеби запазувате внес на омега-3. Од друга страна, јатките и јаткастите плодови и семињата изобилуваат со омега-3. Јас би советувал да ги инкорпорирате во вашата исхрана што почесто и нормално користење на маслиново масло, но повторно кај маслиновото масло има една замка, затоа што многу луѓе, па и јас порано кога не бев баш упатен во исхраната, сметав дека маслиново масло е супер здраво и ќе ја полиев салатата со можеби супер количина, затоа што е добро да се внесува маслиново масло, но она што сега го знаме дека не треба да внесете, односно не додавајте повеќе од една супена лажица на маслиново масло во вашата салата, од причина што ако ја погледнете етикетата ќе видите дека маслиновото масло е многу калорично. Тоа се здрави калории, но во секој случај кога се многу, повторно ќе се складираат во масти во вашето тело. Затоа внимавајте со количината која ќе ја ставите во вашата салата, бидејќи без разлика какви се калориите, дали се здрави или нездрави, ако се многу и има една поговорка дека се што е претерано не е во ред. Затоа тие се моите совети во потрагата и во напорите за да внесете доволно омега-3. 3 пати неделно риба, ако мене ме прашувате, тоа нека биде сардина и најисплатливо и најпрактично. Често во текот на неделата јадете јаткасти плодови и семиња, изобилуваат со омега-3 и нормално користете маслиново масло, но повторно не го претерувајте. На тој начин мислам дека и без додатоци во исхрана ќе обезбедите доволно омега-3. Од друга страна, ако не успевате да ги обезбедите на таков начин, моја топла препорака е да користите додатоци во исхрана омега-3, затоа што омега-3 е есенцијална масна киселина која што итекако му е потребно на нашето тело и за обавување на функција
функциите во кардиоваскуларниот систем, и за мозок, и за коски, и за зглобови и колено, односно тоа е еден вид на улје и подмачкувач во нашето тело. Ако ви треба дополнителна помош, имате конкретни прашања во оваа тема или во било која тема, слободно користете го хаштагот AskJosif или контактирајте ме лично во инбокс и ќе се обидам да ви дадам одговори на сите прашања. До следната епизода ви посакувам убав ден, здрави животни навики и се гледаме. Чао!